Зошто го правиме тоа? Зошто ја користиме уметноста како протест или зошто на протестот му даваме уметничка форма? Ми се чини дека тоа е главното прашање. Ако одиме по она најголема генерална долгорочна цел, а тоа е да донесеме подобро општество, односно да го заменивме сегашното автократско, тоталитарно, фашистичко, какво сакате, општество со некое друго, ситуацијата е доста депресивна, нели? Затоа што очигледно е дека и многу поорганизирани структури не успеа да ја остварат таа цел, па дури нити посериозно да ја разнишаат. Така што сите организирани, стратешки, осмислени повеќе или помалку акции не придонесоа до остварување на таа крајна цел и во таа смисла сега се поставува дилемата околу концептуалната рамка, нели, во какво општество, значи кои се епистемолошките основи на општествениот судир во Македонија. Дали ние, на пример, што сакаме да донесеме, односно да направиме некоја општествена промена или некоја подобра, условно да ја наречем општествена промена, сме со погрешна концепција, нели, ќе кажат вие сте анахрони, времето ве одвеало и начинот на кој што вие го перципирате општеството и како треба да изгледа таа општествена динамика е сосема поразлична и вие не ја разбирате. Оние кои што владеат ја разбрале подобро од вас и затоа се поуспешни, нели? И сега кога размислувам околу тоа, се чини дека ова современо постиндустријско општество на спектакл, како што го нарече Искра, веројатно им и оди на една недемократска форма на власт, нели? И сега прашање дали таа уопште и на кој начин може да се смени, особено ако сама нели ги побива овие идеи на просветителството, дека секоја власт или секое општество или секоја заедница или секој човек треба да се поведува од некои внатрешни желби за подобрување. Така што, значи, во таа смисла ситуацијата е на вистина доста алармантна. Сега што се однесува до уметничката акција и колку можат уметниците тоа да го направат и зашто тие би ги користеле протестните форми на дејствување, пак е прашање. Ако е тоа, еве, да ја испереме својата совест, факт е дека, значи, во однос на одговорот имаше многу акции на протест, на револт, значи тоа како поетика, како еден вид на општествен јавен ангажман е присутен во Македонија. Меѓутоа, знаете, дилемата дали е доволно и колку, повторно ми се чини дека на некој начин нема да донесе до резултат, затоа што видовме и дека организирана и систематска акција не може да донесе до суштествена промена. Од друга страна, еве, Жарко наведе доста примери, јас имам сигурно уште неколку. Факт е дека кога уметничката акција ќе стане сериозна, таа е насилно одстранета. Значи, првото архитектонско востание, случајот со златната шолја и ред други такви акции, нели, едноставно завршија насилно, беа укинати. Во таа смисла, дури и ова на акцијата со билбордите на Жерновски, предизвика исто вандализирање и сериозен општествен одговор. Мислам дека да беше малку поагресивна, исто и таа ќе наидеше на укинување. Така што факт е дека секогаш кога ќе се јави формата на протест, таа предизвикува реакција. Понатаму, мислам дека идејата воопшто, смислата, која би била за мене, нели, еден вид поетички, зошто би можело да се делува како уметничка акција или воопшто како протест, мене ми се чини дека една од тактиките кои што
сепак недоволно испробана е токму ова терористичката, и во таа смисла нели овие примери што ги дадовме се на некој начин облик на таков тип на акција која што можеби ќе доведе до евентуална промена на општествената свест, на некој начин спротивно од ова што Искра го кажуваше. Значи Искра ти зборуваше дека акцијата треба да биде што по-холистичка, што по-осмислена и што по-систематска. Меѓутоа прашање е дали имаме воопшто ресурси и моќ и сопствени капацитети за едно такво действување. И во таа смисла мојата општествена утопија нели би била оваа терористичка тактика во која што постојаното делување на такви поединечни акции може би ќе придонесе на некој начин до реакција на менување на мнозинската општествена свест. И сега, и кога ги читав овие психолозите или социјалните, како да ги наречам, овие теоретичари кои што на некој начин зборуваат за тоа како се менува општествената свест и како малцинските групи и мнозинските меѓу себе делуваат и како се влијаат една на друга, ми се чини дека таквите терористички акции имаат смисла, меѓутоа она што кај нас недостасува е сепак, нели тоа е наметнато, меѓутоа сепак тоа ми се чини дека треба да бидат чисти позиции или едноставно треба да бидат некои нови луѓе или некои анонимни луѓе, едноставно луѓе, тоа не сме ние. Јас мислам дека значи сите ние не можеме да доведеме до акции кои што ќе имаат кредибилитет во пошироката општествена сфера, не велам во една сфера која што нас не почитува, меѓутоа таа е секако малцинска или недоволно голема, токму некако затоа што ние заради своите биографии, меѓутоа и заради повеќекратните функции кои што ги имаме, не можеме да доведеме до солидаризација. Значи, не можеме да ги трогнеме. И ако видите, например, кои акции во јавноста добија најголем резултат, најголем успех, тоа беа такви акции. Значи, дури и Мирка Велиновска го поздрави овие протестните акции нели на левичарите, на протестите за струјата и сите други. Нели, во секој случај, значи, некој што е, како да кажам, ќе се наметне на некој начин со својата чиста биографија и со своето чисто револуционарно минато и кредибилитет. И сега ние секојаш, нели, заради малиот општествен контекст, кога се појавуваме во повеќекратни функции, на некој начин сме лесни за дискредитирање, нели? Од една страна сте уметник, ама сте член на управен одбор ваму, ама од друга страна имате и невладина организација, па проектот ви е грантиран, па уште сте и во одборот на опозицијската партија. Значи, сите овие мултифункционални улоги за жал не можат да направат поголем како да кажам, поголемо препознавање. А овие теоретичари кои што сум ги читал, тие велат дека битно за промена на мнозинската свест е да, како да кажам, да херојството и мачеништвото и истрајноста и бескомпромисноста и чистотијата на тие малцински групи никогаш не биде доведено во прашање. И тие велат секогаш има еден период кога се прекршува мислењето, во смисла, нели, мачеништвото на овие малцински групи е препознато, но е потребно време, 10 месеци или 2 години, да тој нивен херојски подвиг на некој начин го направи пресвртот у групата и да кругот уствари се затвори обратно, да ова малцинство предизвика промена на јавната свест.